Денеска во рамки на одбележувањето на 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, се одржа свечена седница на Советот на општина Кочани, на која присуствуваа советници и раководители од јавниот сектор, училиштата, како и граѓаните од општина Кочани. Во салата на мултикултурниот центар направи своје обраќање пред присутните имаше градоначалникот Липче Папазов, кој ги истакна реализираните проекти, како и започнатите градежни активности кои се реализираат во општина Кочани. Празнувањето на 7 септември значи почит кон жртвите за слободно Кочани, благодарност кон сите што низ историјата дале придонес за неговиот развој, а истовремено и можност да ги истакнеме актуелните заложби за нашата општина. Во делот на инфраструктурата би ги издвоил изградбата на Кејска улица во Оризари, рехабилитацијата на улиците Борис Трајковски и Гоце Делчев во Кочани, асфалтирањето на улица број 7 на Пониква, изградба на улицата новопроектирана во лесна индустрија. Асфалтирана е улицата Кирил и Методи во Оризари, реконструирана е улицата Страшо Пинџер во Кочани, изградена е улица во село Бели. Реконструирани се и асфалтирани улиците Македонска и Стамен Манов и целосно е завршена и асфалтирана улицата Даниел Стефанов во Долни Подлог. Почнуваат работите на улицата 563 во лесна индустрија, која што ќе добие водовод и канализација. Престои реконструкција на улицата Лазар Андонов, асфалтирање на игралиштето кај старата фабрика, како и реконструкција на дел од улиците Теодосија Павнов, 14-та бригада и Јасно во Кочани. Во фаза на проектирање и мостот што ќе ги поврзува улиците Вера Котарка и Лазар Андонов. Кон прегледот на инфраструктурната слика за Кочани, би сакали да ги додадеме нашите настојувања да ги поправиме состојбите на детската градинка Детелинка во Дрчевик, на кој што чекаат веќе 200 дечиња, како и пленарскиот дом на Пониква, каде што работиме на приклучување вода, струја, канализација, како и на изградба на пристапен пат до самиот објект. Веќе во идната 2025 година од централно ниво ќе ни бидат наменети 135 евра по жител, што значи дека општина Кочани ќе очекува поддршка од околу 4 милиони евра за реализација на проектите Јужен булевар, Дом за стари лица и мост на Кочанска река. Искористувањето на сончевата енергија, односно енергетската ефикасност, е област на нашата целосна посветеност. Изминатиот период се инсталирани фотоволтаични системи на фабриката за вода, во основното училиште Никола Карев, средното општинско училиште Ѓошо Викентиев, а заврши инсталацијата на фотоволтаични централи на кровот на пречистената станица за отпадни води во Мојанци. Потоа на свечената седница беа доделени наградите за животно дело, која доби Јордан Ѓоргиев, а за значајни остварувања литературниот клуб Копнешот Кочани. Во рамки на програмата за одбележување на 80 години од ослободувањето на Кочани, ученици од основното музичко училиште Ристо Јуруков се представија со македонски песни пред публиката.